Пациентите со ретки болести и нивните семејства секојдневно се соочуваат со проблеми кои ја усложнуваат и онака тешката ситуација во која се наоѓаат. Во прашање не е само борбата за живот, туку борба за нормален живот, што, како што посочуваат, е невозможно да се замисли без современа терапија, обучен медицински кадар, соодветни просторни услови и помош од државата. Се ова недостасува кај нас. Во Македонија има лек за да се преживее, но нема лек за да може нормално да се живее. Во Македонија нема долгорочна стратегија за начинот на кој овие пациенти ќе се обезбедат пред се со современа терапија. Тоа е она што најмногу недостига. Како и за многу нешта, во Македонија работите функционираат под притисок на јавноста, дури и кога во прашање обезбедување лекови кои живот значат за пациентите со ретки болести. Ние од целиот регион останавме последни во процесот на обезбедување на современа терапија, на просторни услови и секако на добра екипа на медицински кадар кој во континуитет ќе го прати здравјето на овие пациенти. И секако поентата не е да се одржува здравјето на овие пациенти, да се одржуваат во живот, туку овие пациенти треба да имаат нормален живот. Доколку семејствата пак се изборат за лек, се соочуваат со бирократски пречки кои можат да бидат животозагрозувачки за пациентите. Доста голем проблем е ненавремено распишување на тендерите за ретки болести, така да може да дојде и до еден голем период на простор кај што пациентите остануваат без терапија. И тогаш може да се влоши состојбата на самиот пациент, да дојде до влошување на цела системска состојба или пак, не дај Боже, некогаш и загуба на орган. Во светот постојат над 7000 ретки болести, 570 се регистрирани кај нас, од кои 110 во Охридско-Струшкиот регион. Дијагнозата може да трае и над 5 години, а процедурите се скапи бидејќи многу од ретките болести мора да се дијагностицираат во странство. Од и кај нас има недостаток на стручен кадар и ресурси. Кога ќе дојдеме до точната дијагноза, повторно пациентот се соочува со еден голем проблем. Дел од тие лекарства, голем дел од тие лекарства ги нема во нашата држава, а за да се одобри еден лек кој веќе е одобрен и прифатен од Европската фармацевтска организација, потребно е да помине низ голем број филтери во Македонија. Тие постапки кај нас се комплицирани и долготрајни. Процедурите се комплексни и долготрајни, што предизвикува социјални и економски последици врз семејствата на пациентите со ретки болести, бидејќи нивните родители се приморани да ги напуштат работните места за да се грижат за нив. Ево ние Охрид да го земеме во пример, отежното е движење на тие пациенти, значи ти доколку можат, тие не можат едноставните секојдневни обврски да си ги извршат самостојно без помош од некој друг. Но исто е поразително што немаме системски решенија за ретките болести во Македонија и нема да ги најдете ретките болести во ниеден закон. Креаторите на политиките мора да ги отворат програмите за лицата со ретки болести, а општеството да покаже поголема грижа за оваа категорија граѓани, укажуваат соговорниците.